Честитки за здравје, мир, среќа и убави моменти испратија и функционерите од регионов. На личен план на граѓаните им посакуваат многу убавенија на општествен план развој за општините и државата. Градоначалникот на Пробиштип 2023 ќе памети по тоа што општината не должела никому, а Беровскиот градоначалник по носењето тешки одлуки. 2023 година на професионален план ќе ја паметам како година кога конечно општина Пробиштип не должеше никому. На моите сограѓани ќе посакам многу здравје, многу љубов, заемна почит и само заеднички може да ги поминеме сите предизвици кои што ќе ни се попречат на пат. Годината која изминува беше исполнета со повеќе обврски, значи носени се потешки одлуки, меѓутоа сепак тие се зад нас. Верувам дека со исто темпо, ист интензитет продолжуваме и во наредната 2024 година, барем според она како план кој го имаме обезбедено финансиски, се со цел да реализираме поголем број на проекти и го подобриме квалитетот на живот на граѓаните на општина Берово. Штипскиот градоначалник годината ќе ја памети по реализираните проекти, иако не е 100% задоволен од направеното. Пратеникот Никола Мицевски пак во новата година очекува просперитет за граѓаните. На крајот на годината, за жал, мораме да констатираме дека годината помина во сивило, во многу лажни ветувања кои што не беа и многу ветувања кои што не се случија. Очекувам новата 2024 година да донесе прво просперитет за граѓаните, да донесе нова власт во државата која што ќе работи на решавање на проблемите. Можам слободно да кажам дека не сум 100% задоволен од тоа како успеавме да се прилагодиме, да се справиме со сите предизвици, но ако направиме една компарација или пак споредба со тоа како претходните години се работело, можам да бидам објективен и да кажам дека на дневна основа се реализираа проекти кои што се видливи. Пробиштипскиот и Беровскиот градоначалник нова година ќе дочекаат заедно со најблиските, а Пикевски ќе ги посети итните служби по полноќ. Во Пробиштип, во друштво на своите најблиски. Градоначалникот многогошната ноќ ја пречека дома во кругот на семејството и подоцна, значи после 0:30 ќе ги посети сите дежурни служби кои се под надлежност на општината, да им посака добро здравје, лична и семејна среќа, многу радост и успеси во наредната 2024 година. Функционерите порачаа граѓаните да веруваат во институциите и можностите, но и да бидат внимателни за време на новогодишната ноќ.